51-годишниот прилепчанец Горан Димески утринава е пронајден мртов на клупа пред Прилепската болница, откако вчера по едномесечно лекување на ампутираната нога во болницата бил исфрлен од установата. Семејството на сега веќе починатиот Горан, кој инаку бил бездомник, обвинува за негрижа и најавува тужба против болницата. Вчера дојдов да го посетам брат ми Сабајлето и слегаме долу, тој со ампутирана нога, слегаме долу со количката гиструрка да пиеме кафе и легаме во дворо. Едно време дојде некои личности, ко бодигард, не знам што се, и во униформа и без униформа дојде, ги фрлија ранците од брат ми. Не видов јас никога пакувале, ништо спакувале, ништо имало во ранците, ни ништо. И му рекоа ти да бега, тебе на брат ми му рекоа ти да те нема од болницава. Зошто, како, не знам. Бидејќи раната на ампутираната нога крварела и гноела, имало и оток со болки, Зоран побарал лекувањето да биде продолжено. Но кај службите во болницата не наишол на разбирање и не му било дозволено повторно да влезат. По ова, тој побарал помош и од социјалните служби, кои исто така процениле дека пациентот не е за домашно лекување. Ама ни тоа не помогнало, па пациентот останал на една од клупите со надеж дека некој ќе се смилува и повторно ќе го врати на ортопедското одделение. Така го пуштија ко терминатор го пуштија. Го стигна од системи го пуштија надвор. Ја не сакав ризик да преземам, ја му реков ќе те оставам брат овде. Белким ќе се роди некој од мајка роден во оваа болница. Тие не се најде никој во 30 сати да некој да му излези во сусрет. Секретарката рече ќе дојди ортопед да го види, ни дојде ни ништо. Кога видел Зоран дека нема да успее да го врати во болницата, извадил документ за Горан од денеска да биде сместен во старскиот дом, иако раната не му била заздравена, а немал ни отпусна листа. Меѓутоа, утринава Горан бил пронајден починат на клупата каде што синоќа го оставил брат му. Дошли гости му донесов кебе, му донесов сокче, му донесов таму да јади нешто и му рекол брат да те земам дома, ми е страв. Гној и между ногата, че да не направиме 300 глупости. Овде стои, камери има, че те види белкино да овие некој, че те прибери. Сабајле ми се јави питао слушна, му кажав денеска ќе дојдем со да те видам и тој ми се јава службено лице од МВР, ми вика, ми се јава, ја не знам дека е од МВР, и ми вика, кој си ти, јас сум брат, да дојдеш, рече, вамо. Добро, одам, брат ми покрие со кебето, вели починате. Од болницата па кратко ни рекоа дека на пациентот му била пружена сета потребна здравствена грижа, дури и подолго од што требало. Бил испуштен бидејќи му завршило болничкото лекување, но добил препораки за понатамошно домашно лекување и преврски. Телото е предадено на обдукција, а за смртта биле известени и сите надлежни институции. Семејството најавува тужба.